На 17 и 18 мај градот Скопје ќе се закити со првиот фестивал на цвеќето. Во градскиот парк со богата програма поделена во зони. Граѓаните ќе може да уживаат во убавината на цвеќето. Во првата зона ќе има креативни работилници во кои ќе се учат граѓаните како правилно да засадуваат цвеќе. Во втората зона ќе има промоција на познати цвеќари и фирми за хортикултурно и пейзажно уредување, кои ќе изведуваат мини градини. Во третата зона, за забава и екопикник, граѓаните ќе имаат можност да погледнат цветни перформанси, да вежбаат јога, аеробик и зумба на отворено и да слушаат музика. Добро дојдовте во најновото издание на Урбаните вести. Ова беше само најава, а во продолжение погледнете што подготвивме за денеска. Портрет на академик Матеја Матевски во Домот на култура Илинден. Крос трка за учениците од општина Петровец. Започнаа традиционалните рекреативни спортски пензионерски игри. Се реконструира застарената водоводна мрежа во Волково. Изградено детско и спортско игралиште во населбата Автокоманда. Општина Илинден на академик Матеја Матевски му додели посебно признание за афирмација на литературната манифестација Илинден. Во рамките на 15-та јубилејна литературна манифестација Илинден 2014 во Домот на културата Илинден по повод 85-тиот роден ден беше представен портретот на академик Матеја Матевски. Пред поголем број присутни за значењето на делото на овој доајен на македонскиот пишан збор беседа одржа Евтим Клетников. Тој посебно истакна дека уште со дождови во 1956 година Матевски се откри како апсолутно зрел и моќен поетски идентитет. Без малку цели 6 децении од појавата на неговата прва поетска книга Дождови во 1956 година, наваму тој создава монументален литерарен опус од поезија, превод и препев и литерарна и театарска критика и есеја. Тоа е творешко од големо значење за нашата култура сега и во иднината. Бидејќи, како што вели и Хајдегер за Хелдерлин, големите творци на уметноста природно секогаш доаѓаат од иднината, а не од минатото. Сјаен парадокс кој се објаснува. Голем поет Матеја Матевски е и голем преведувач или препејувач на многу поети од светската поетска ризница, пред се од шпанското јазично подрачје. Неговите препеви се чисти диаманти, остварени со голема духовна страст и мајсторство. Препеа редица поети од француската, руската, словенечката, албанската, српската, хрватската, бугарската и италијанската литература. Градоначалникот на општина Илинден Жика Стојановски за особен интерес во афирмацијата на литературната манифестација Илинден на академик Матеја Матевски му додели посебно признание, кое во име на академикот кој не беше во можност да присуствува на настанот, го прими Евтим Клетников. Денеска на фудбалскиот стадион во Петровец беше одржана атлетска крос трка за учениците од основното училиште Кочарацин и Братство единство во рамките на училишните спортски игри. Освојувачите на првите 3 места во машка и женска конкуренција ќе учествуваат во градските надпревари. Целта е поголема физичка активност на учениците и зголемување на рекреативниот и спортскиот дух. Прилог на Томислав Атанасовски. Во организација на општина Петровец, денеска на фудбалскиот стадион Петровец се одржа атлетска крос трка во рамките на училишните спортски игри на кои учествуваа над 100 ученици од основното училиште Кочарацин и основното училиште Братство единство. Ова беше и најадекватното место за трчање крос, кое всушност секојдневно се користи како место за рекреација и спортување од страна на жителите на општината, а воедно и на овој стадион своите надпревари ги играе фудбалскиот клуб Петровец. Ученичкиот крос беше во 2 конкуренции во машка и женска. Целта на овој крос е да се анимираат учениците за нивна поголема ангажираност во физички активности и здрав живот и да го потикнат спортот да им стане навика. Сепак, покрај учесниците во трките беа и нивните соученици кои ги бодреа своите другарчиња. Ваквите трки придонесуваат да се зголеми рекреативниот, надпреварувачкиот и спортскиот дух кај учениците. Денес општина Петровец организира
крос такмичење на учениците од Основното училиште Кочорацин и учениците од Основното училиште Братство и единство. Учество зема повеќе од 100 ученици. Најдобрите 10 ученици кои ќе постигнат, кои ќе ги освојат првите 3 места од сите групи што денеска ќе се такмичат, ќе продолжат, значи ќе учествуваат и на такмичењето што ќе се одржи во град Скопје. Во организација на Сдруженијето на пензионери Солидарност Аеродром, денеска пред пензионерскиот дом Јане Сандански започнаа традиционалните рекреативни спортски игри. Во игрите учествуваа 5 ограноци на Сдруженијето, односно 144 учесници кои се надпреваруваа во 11 дисциплини. Учесниците во пензионерските игри ги поздравија градоначалникот на општина Аеродром Ивица Куневски и председателот на Сојузот на Сдруженијата на пензионери Драги Аргировски. Година во Република Македонија се одржуваат 19 поред републички спортски надпревари, а основна тие е сите општински да имаат своји средби на кои ќе изберат представници за регионални спортски надпревари. Регионалните спортски надпревари оваа година ќе бидат во Сдруженијето на пензионери Бутел ќе биде домакин, затоа денеска пензионерите од Аеродром се надпреваруваат на општинско ниво. Победниците ќе учествуваат на регионалните спортски надпревари, а на регионалните спортски од најдобрите учествуваат на Републичката олимпијада, спортска олимпијада, која ќе се одржи на 6 септември во Тетово. Денеска имаме околу 144 учесници кои се надпреваруваат во сите дисциплини и после тоа имаме поделба на дипломи, благодарници и заедничко дружење со музика во ресторанот. Учесниците во пензионерските игри велат дека ова е одлична можност за дружење во мирните и поникогаш долги пензионерски денови. Секоја година, па пред неколку години бев учесник, активен учесник во скок, во фрлање ѓуле, али сега не можам, па сум определен за судија. До сега судев на овие фрлање ѓуле и скок од место, а сега денес ме определиле за судија на тегнење јажи, да ги зближиме пензионерите, да ги ангажираме во нешто и да имат пензионерскиот живот е тежок. Ние или сме сами останати, децата ни си отиле кој натаму кој намо и мораме ние да се дружиме и да си помагаме еден на друг. Јас сум во дисциплината трчање на 80 метра и скок, значи иначе сум и домаќин во клубот Јане Сандански. Да, така да и сме во така потесно раководство на нашиот клуб. Која година поред учествувате? Па учествувам од самиот почеток, веќе 5-та година. 5-та година учествувам, така да забавно дружење пензионерски и така натаму. До сега сте победили? Сме победили на тегнење јаже, бев учествувал пред 2-3 години, сме били на регионални прво место и на општински прво место. Солидарност Аеродром за идниот вторник најавува регионална ревија на песни, музика и игри во домот на армијата на која ќе учествуваат и Сдруженијата на пензионери од Кратово, Крива Паланка, Куманово, Газибаба, Кисела вода, Центар, како и воените пензионери. Влезот за сите пензионери и гости е бесплатен. Детско забавно игралиште и спортско игралиште се новите места за забава и рекреација на младите од општина Газибаба. Вкупната вредност за реализација на овие два терени е 980.000 денари. Општина Газибаба изгради ново детско забавно игралиште на улицата Вамбел во населбата Автокоманда, кој е опремено со детски забавни реквизити, лулачки, клацкалки и лизгалки, а во периодот кој следува ќе биде поставена и урбана опрема, клупи и корпи за отпадоци. Околу игралиштето општината направи пристапна патека од паври елементи со површина од 115 метри квадратни. Финансиските средства за игралиштето се одвоени од буџетот на општина Газибаба во висина од околу 380.000 денари, а работите ги изведуваат фирмите Турбоинженеринг и Адра од Скопје. Исто така во населбата Автокоманда на улицата Трифун Каджијанев се изврши асфалтирање на спортското игралиште над постојните подземни гаражи со димензии 25 на 18 метри. На истото се планира изведба на заштитна мрежа со висина од 4 метри и поставување на опрема за баскет и мал фудбал.
Општина Газилаба за овие активности одвои околу 600.000 денари од собствениот буџет, а изведувач на асфалтерските и изолаторските работи е фирмата Изолација од Скопје. Со цел до граѓаните да се дистрибуира здрава вода за пиење од градскиот водовод, Општина Ѓорче Петров ја реконструира застарената водоводна мрежа во населеното место Волково. Продолжуваат работите на реконструкција на застарената водоводна мрежа во населено место Волково во Општина Ѓорче Петров, каде што досега се интервенирало со замена на стариот водоводен систем со нови цевки во вкупна должина од 28 километри. Деновиве заврши изградбата на 475 метарската нова водоводна мрежа од краците 28, 29, 153 и 154 на улицата 81. Ваквиот тренд на обнова на водоводната мрежа ќе продолжи во иднина со цел до граѓаните да се дистрибуира здрава вода за пиење од градскиот водовод. Честите реакции на граѓаните за слабиот притисок на доторна квалитетна вода за пиење и честите дефекти беа причина повеќе општината, поддржана од Министерството за транспорт и врски и Светската банка, да преземат мерки во отстранување на проблемите со кои реално се соочуваа волковци. Работите на терен ги изведуваат фирмите АД Енергомон Скопје и Данса Трейд. По Видичи Рио Фердинанд заминува од Манчестер Юнайтед. Челси го договори Диего Коста од Атлетико за 32 милиони фунти. За овие останатите вести од спортот по рекламите.